Православните верници го слават Свети Трифун, кај народот познат како заштитник на лозарите. Денеска традиционално се закројуваат лозијата во негова чест и се попрскуваат со светена вода, оти се верува дека така ќе бидат заштитени и ќе дадат квалитетен и богат род. Традицијата на празнување на Свети Трифун со години обстојува и во тетовското село Челопек. Се закројува лозијето, па мештаните седнуваат на заедничка трпеза. Оваа традиција е наследена од нашите дедовци и прадедовци и веќе секоја година традиционално се празнува во нашето село. За ова година особено чест и задоволство ни представува што начинот на режењето на лозовите насади и начинот на светењето на славските колачи присуствуваше и митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господинот Јосиф. Каква е честа да се биде кумеве вие годинава бевте? Што ќе си посакате? Кај нас е традиција секоја година се јавуваат кумовите за здравје за своето семејство, за здравје на сите. Утрово во дворот на црквата, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф ги прережа кумските колачи, па по осветувањето на водата символично го закроја и лозието. Денешниот славеник, како што знаете, е еден од мачениците во православната црква, потекнува од многу сиромашно семејство, но уште од мали години неговите родители го воспитале во христијанската вера. Бог го обдарил со Светиот Дух да исцелува многу болести кај луѓето. Во неговото житие ќе забележиме еден настан каде што се вели дека ја излечил ќерката на тогашниот римски император Гордијан. Меѓутоа следниот император Деки Трајан го погубува маченички само поради тоа што бил христијанин и бидејќи не сакал да се поклони на многобожечките богови во тогашно време. Светиот Трифун ни е пример како се чува нашата православна вера, затоа што со својата крв го засведочил тоа. Нека Бог по неговите молитви благослови вас, нека бидат честити и благословени кумствата, оние кои го носите неговото име, нека биде ваш молитвен заштитник и застапник на вас и на вашите домови. За многу години празник. Господ се вас. Инаку во Македонија се произведуваат 78,5 милиони литри вино на точење и 28,5 милиони литри во шишиња. Најмногу се извезува вино во Кина, Русија, САД и во Австралија.